Македонски медиа сервис mms.mk. Моја општина. На дебата со младите каменичани, изминатата недела беше евроамбасадорот Самуел Жбогар. Од таа дебата амбасадорот излезе со порака. Треба почесто да ги слушаме младите што велат, бидејќи имаат многу што да кажат. Улогата на Европската Унија, пристапувањето на Македонија кон европското семејство, европските вредности до прашања за студирањето и добивањето на европски дипломи и живот во европските земји, доминираа кај љубопитните средношколци на средбата со евроамбасадорот Самуел Жбогар. По оваа дебата, амбасадорот излезе со оценка дека ова е една од најдобрите кои ги имал во последно време со младите од македонските градови. Discussion really encourages me. Од разговорите на учениците сум охрабрен дека децата знаат многу, имаат големо познавање за проблемите, дури имаат и решени и одговори за истите. Мислам дека најголема гаранција, најдобра гаранција за иднината на оваа земја. Ова беше една од најдобрите дебати и вашите ученици не поттикнаа да размислиме како да го засилиме, значи да го представиме нивниот глас во општеството. Градоначалничката кажа дека треба повеќе да ги слушаме младите луѓе и да направиме една кампања во која што ќе го представиме нивниот глас. Македонска Каменица е општина каде има повеќе проекти реализирани со пари на Европската Унија. Општината, како што рече градоначалничката Сонја Стаменкова, особено активна преку програмата за прекугранична соработка со Бугарија. Се реконструираше дел од манастирско-туристичкиот комплекс Еленец. Тоа е еден прекрасен комплекс кој што општина Македонска Каменица го користи за организација на најголемите настани, како што се Бабина баница, Ден на диаспора и сите останати, меѓутоа доста и од туристите го користат како туристичка дестинација. Потоа една најсвежа инвестиција е добивањето на кино опремата. Тоа е едно од ретките дигитални кина кои што се инсталирани на тлото на нашата држава. Тие се реализирани во соработка со општина Белица. Можам да спомнам дека повеќето проекти се реализирани со таа општина од Република Бугарија. Потоа имаме проектна документација за Домот на културата кој што потоа целосно е реконструиран и Народната кујна која што исто така е изградена со европски пари. Центарот Еленец беше едно од местата каде што помина евроамбасадорот Жбогар. Општините, како што тој најави, ќе бидат дел од целите за финансирање за следната 2020 година преку фондот 5 милиони евра наменет за засилување на капацитетите на општините за апсорбција на европските фондови. Моја општина. Македонски медиа сервис mms.mk.